Здраво, ова е Перо. Тој обожава да јаде кебапи, десетка со кромит. Но ова не е приказна за Перо, туку за еден друг тип јадење кромит. Изум на столетието, фейк ньюс или лажни вести. Прекрасна алатка да ги зезнете луѓето или да си поиграте со нивната лековерност. Или жаргонски кажано, да го искркаат кромидот. Жаргонот дошол од името на најпознатиот американски весник, а подоцна портал за лажни вести, The Onion, или во превод Кромидот. Многу сериозни медиуми се насанкале да пренесат вест која изворно тргнала од Onion или од сличен медиум. Се спомнувам пред неколку години еден наш успешен уредник на влијателен весник си дозволи да напише колумна базирана на врз текст од Onion. Следниот ден напиша колумна да се извини за истиот текст. Напиша: за пршката што сам си ја запражи со кромидот кој ми загоре, сериозно ми ги испече и насолзи очите. Но искрено и доблесно е да се признае грешката. Да, точно. А ова е од насловната на еден друг наш весник, од декември 2010-та. Пијаниот србин кој паднал врз ајкула и ја убил во летувалиштето Шарм ел Шеик, сепак е измислица на сатиричниот сајт news.net. Има и други примери. Но, Драгане, мене ме интересира што има тука прекрасно. Рече, цитирам, прекрасна алатка да ги зезнете луѓето. Например, ако си сериозен медиум и навиеш за еден политичар или една политичка партија, тогаш им правиш лажни вести на овие други, веќе правиш пепел. Се ситиш како публика си лапа од кромидота, мисли дека јаде кавијар, им правиш услуга на твоите. Сваќаш? Не сваќам. Прво, целта на сериозен медиум не е никого да зезне, туку да информира. Второ, медиумот не треба да навива за политичар или партија, а уште помалку треба да им подметнува на оние за кои не навива. Трето и најважно, ако еднаш ги зезнеш, веќе нема да ти веруваат, дури и кога објавуваш вистина. Да ги препознаеме манипулациите во медиумите, да реагираме. Не ќеш утре да се извинуваш дека ти загорела за пршката со кромит, така? Ајде, отидов ја да јадам кебапи.